Кратки најави за денес. Конгресниот туризам во подем. Дали ќе има нови термини за старт и финиш на учебната 2023-2024 година? Саниран мостот на желбите. Концерт во чест на најголемиот охридски трубадур Климе Садило. Екоакција на Супклуб Охрид по повод Денот на езерото. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес времето сончево и топло со дневни температури во пораст во границите на повеќегодишниот простек ќе достигнат 27 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон среда ќе биде ведро и топло. Утре во западна, централна, северна и источна Европа локално нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд, но топло во останатите делови од стариот континент сончево и топло. На Пиринејскиот полуостров, на крајниот исток од Европа се очекуваат температури под просекот, во останатите делови надпросечно топло време. На Балканскиот полуостров во среда времето сончево со локална облачност и топло со пораст на температурите, максималните дневни ќе бидат од 28 до 35 степени Целзиусови на Балканот. Во Македонија во среда сончево и топло. Попладне локално на крајниот запад, услови за слаба и локална облачност и минимални услови за развој на нестабилност, која може да доноси сосем слаби и локални врнежи од дожд. Минималните температури од 10 до 20, максималните од 26 до 35, УВ индексот со вредност 8. Во Охрид во среда сончево и топло. Попладни услови за локална облачност, минималната 14, дневната 28. Во Охрид во четврток сончево и топло време со идентична температура од 28 степени. Во петок претежно сончево со појава на локална облачност и топло, минималната 15, а дневната 29. Во сабота во првата половина од денот сончево со локална облачност и посвежо време, попладне развојна нестабилност која ќе донесе облачно и нестабилно време со дожд, грмотевици и услови за појава на невреме. Треба да се напомене дека во сабота се очекуваат пообилни врнежи, минималната 16, а дневната 24 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Чоколадо Канди 220 грама 95 денари, 80 грама 35 денари. Чадено пилешко филе 349 денари. Кичевски колбаси 115 денари. Грашок Бондуел 69 денари. Грчки јогурт 45 денари. Биоактив 9 килограми 599 денари. Типсо екстра 89 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Брз кредит не значи скап кредит. Да,
Добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Конгресниот туризам во подем. Почнувајќи од април, во двата градови на брегот на Охридското езеро се одржаа десетици конференции, семинари и конгреси, кои ќе ги надополнат големите загуби од претходните години. Ако во минатото конгресниот туризам беше актуелен само во есенските и зимските месеци, годинава е најзастапен во пролетните месеци и на стартот на летото. Конгресниот туризам на брегот на Охридското езеро во подем. После 2 годишна пауза поради пандемијата, кога овој вид туризам со рестрикциите замре и беше заменет со хибридни онлайн настани, годинава бележи огромен пораст. Почнувајќи од април, во двата градови на брегот на езерото се одржаа десетици конференции, семинари и конгреси, кои треба да ги надополнат големите загуби од претходните години. А сега се зголемува бројот на посетеноста на било кој конгрес или семинари или нешто поголемо, нели? Одзивот е многу поголем сега, што значи дека резултатите од крајниот исход на завршениот настан носи позитивна атмосфера за сите. Хотелите се повеќе инвестираат во градење и осовременување на конгресните сали. Ако во минатото конгресниот туризам беше актуелен само во есенските и зимските месеци, годинава е најзастапен во пролетните месеци и на стартот на летото. Сега се померија тие граници, тие дати да кажам, и се бара и за овој вид на туризам малце подобро време, значи како би можеле самите учесници да уживаат, нели, во околината и па може да се каже и до некаде 5-10 јули дека имаме закажано вакви ивенти. И покрај дождливото време во мај и јуни, според пресметките на Хотам на брегот на Охридското езеро се бележи пораст на бројот на ноќевања. Туристичките работници очекуваат годинава да се надмине бројот на туристи од рекордната 2019 година. Владата треба да пресече кои од трите предлози на синдикатите и наставниците за старт на новата учебна година, а кој официјално не се уште на маса, ќе ги прифати.
Првиот предлог е учебната година да започне како што беше до сега, на 1 септември, втората опција да почне на 11 септември без пролетен распуст и да трае до средината на јуни. Третиот предлог е да почне на 1 септември, да има пролетен распуст од 5 дена и учебната година да заврши во средината на јуни. Дали ќе има нови термини за старт и финиш на учебната 2023-2024 година? Веќе извесен период, иако без да биде официализирано како предлог, Министерството за образование и наука е во интензивни консултации со синдикатите и наставниците да достави 3 нови предлози за календарот на новата учебна година до владата, информира министерот за образование Јетон Шаќири. Дел од овие предлози ние како министерство ги имаме слушнато од дел од родителите, дел од наставниот кадар, но пак за секој предлог треба да одлучува владата и ние како министерство ќе ги доставиме како предлози како што ќе собираме информација и владата ќе одлучува како што ќе биде подобро за образовниот процес, но исто така и со одлуките што ги има и наставниот кадар или дел од синдикатите. Првиот предлог е учебната година да започне како што беше досега, на 1 септември. Втората опција е да започне на 11 септември, без пролетен распуст и да трае до средината на јуни, додека третиот предлог е да почне на 1 септември, да има пролетен распуст од 5 дена, а учебната година да заврши до средината на јуни. Според министерот има доволно време за разгледување на трите предлози за да се донесе конечен календар за една учебна година. Има доволно време, знаете дека во текот на овој период, секоја година се донесува календар за работа во една учебна година и тој календар се одобрува во влада. Мислам дека со секоја информација вие ќе бидете известени, со секоја одлука која ќе го донесеме. Јас очекувам ова недела и другата недела, заедно со синдикатите, да ги направиме, да ги завршиме конечно анализите што се потребни и тој предлог. Ако синдикатите се задоволни со предлогот кој веќе е, ќе биде исто така како секоја година продолжување или реализирање на учебната година од 1 септември. Шаќири објасни дека иако кај нас новата учебна година започнува на 1 септември, во други земји таа стартува подоцна. И за првиот човек на Синдикатот за образование и наука Јаким Неделков, новите предлози на Министерството за образование и наука за почеток на учебната година на 11 септември и пролетен распуст според првичните консултации се прифатливи. Причини се повисоките температури во септември, како и цените на туристичките аранжмани, кои во овој период се поприфатливи. Неделков подвлече дека пролетниот распуст пак е нешто што одамна се применува во западноевропските земји. Саниран мостот на желбите. Во пресред на летната туристичка сезона, екипите на јавното предпријатие Градски пазар извршија комплетна санација на мостот на желбите, кој што беше во многу лоша состојба и представуваше потенцијална опасност за минувачите. Сега гостите и жителите ќе може непречено да минуваат без да имаат било каква опасност, објави на Фејсбук градоначалникот Кирил Пецаков. Концерт во чест на најпознатиот охридски трубадур Климе Садило. Концертот на Чалгија Саунд Систем е дел од проектот Заборавениот звук во спомен на Климе Садило, а ќе се одржи пред платото на Центарот за култура Григор Прличев во Охрид. Во чест на виртуозот на виолина Климе Садило, во среда 21 јуни, Чалгија Саунд Систем ќе одржи концерт пред платото на Центарот за култура Григор Прличев во Охрид со почеток во 20 часот. Концертот е дел од проектот Заборавениот звук во спомен на Климе Садило во организација на Сдруженијето Арт Вивенди. Ке го отсвириме и отпееме репертоарот кој се слушал по охридските градски куки и не само таму, велат од Чалгија Саунд Систем. Климе Садило е представник на македонската чалгиска традиција, што како културно добро најинтензивно била негувана во македонските градски средини, претежно во 19-тиот и во 20-тиот век. Роден бил 1881 година, а починал на 21 јуни 1965 година. Садило свирел на виолина нарекувана кемане. Виолината од најпознатиот охридски трубадур од неодамна изложена во куќата на Робевци во рамки на постојаната етнолошка поставка. Покровител на концертот во чест на Климе Садило е Министерството за култура, помагател е општина Охрид, а влезот е бесплатен. Успешно завршена потрагата по исчезнатото лице кое собирало шумски плодови.
Од планинската спасителна служба со апел до авантуристите и локалното население, кои од различни причини се движи низ планина и шумски предели, да бидат повнимателни, соодветно опремени за условите, како и да носат со себе доволно количество храна, течности и мобилен телефон со полна батерија. На 19 јуни 2023 година во 20 часот и 55 минути оперативниот центар на планинската спасителна служба од Охрид од страна на СВР добил пријава за исчезнато женско лице на 32 годишна возраст кој собирало шумски плодови во атарот на село Горно Средореќе. Веднаш по пријавата, согласно процедурите за пребарување и спасување во вакви ситуации, службата во соработка со куќе спасител излегло на терен со 9 припадници и куќе за пребарување. По пристигнувањето на местото каде последен пат била забележана жената во координација со членовите на семејството и мештани од соседните села, кои со неколку возила веќе ја пребаруваа по широката област, во 22 часот и 30 минути ја започнале потрагата која за жал не дале позитивни резултати. Поради тешко проодниот терен во густа дабова шума, акцијата била прекината во 2 часот утрово со план истата да продолжи веднаш по разденувањето. Во 6 часот утрово тимовите на службата повторно се упатиле на местото, но за среќа акцијата била прекината по 30 на минути по дојава на членовите на потесното семејство на жената со информација дека истата е пронајдена жива и неповредена. Од планинската спасителна служба со апел до авантуристите и локалното население кои од различни причини движи на планина и шумски предели, да бидат внимателни, соодветно опремени за условите и да носат со себе доволно количество храна, течности и мобилен телефон со полна батерија. Супер чистка и дружба на СУП. Еко акција на СУП клуб Охрид по повод Денот на езерото. Стартот на акцијата е утре, 21 јуни, од 11 часот од плажа Канео, од каде со СУП и кајак ке се весла до плажата Лабино, градска плажа и Стар град. Настанот е бесплатен, како и опремата и кратка обука за управување со СУП и кајак. Се што треба е да понесете убава енергија, посочуваат од клубот. Пријавувањето е во инбокс на фејсбук страната на СУП клуб Охрид. Олег Маленко избран за нов председател на Ротари клубот Охрид. На последниот редовен состанок се изврши примопредавање на председателската функција, а стана збор и за активностите и настаните кои беа превземени и на кои се работеше во ротаријанска година која изминува, информираат од клубот. Инаку, Ротари клубот од Охрид важи за еден од првите ротари клубови во Македонија и представува важна алка на ротаријанството како во Македонија, така и пошироко. Ротари клубот од Охрид пред традиционалната летна пауза го одржа последниот редовен состанок за оваа ротаријанска година. На состанокот, освен што стана збор за активностите и настаните кои беа превземени и на кои се работеше во ротаријанската година која изминува, се изврши и примопредавање на председателската функција со што сегашниот председател на клубот Драган Здравевски во присуство на членовите на клубот свечено му го предаде ротаријанскиот ланец заедно со инсигниите на идниот председател Олег Маленко, кој ќе го преземе мандатот и председателството на клубот за идната ротаријанска година. Председателот Драган Здравевски пред присутните се заблагодари за довербата и изрази чест и задоволство за досегашното раководење со клубот, среќен што раководството го презема Олег Маленко, кој исто така изрази својата силна волја за понатамошно успешно работење на клубот и оставање неизбришливи траги од успешното екзистирање на клубот во нашата заедница и пошироко. Меѓу другото, Ротари клубот од Охрид важи за еден од првите ротари клубови во Македонија и представува важна алка на ротаријанството како во Македонија, така и пошироко. Клуб кој со својата долгогодишна дејност се истакнал со проекти од голема важност за нашата заедница, градот Охрид, околината и државата, при тоа соработувајќи со клубови во и надвор од нашата земја на локални и меѓународни проекти кои до ден денес се во директен бенефит особено за нашата локална заедница. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Американските и канадските истражувачи се во трка со времето да ја пронајдат туристичката подморница која исчезна во Атлантскиот океан додека била на пат кон остатоците на Титаник. Во неа се 5 лица, а контактот бил изгубен 1 час и 45 минути по нурнувањето во неделата предпладне. Владини агенции, морнарици на 2 земји и фирми за истражување на големи длабочини учествуваат во спасувањето, но засега нема знаци од пловило долго 6,7 метри. Се верува дека до вчера попладне екипажот имал залих и кислород за уште 4 дена. Како што беше кажано вчера, во екипажот се пилот и 4 оператори на мисијата,
Еден од нив е британски милиардер, истражувач и авантурист Хамиш Хардинг, кој викендов на социјалните мрежи објави дека испловиле од градот Сент Џон во канадската провинција Нјуфаундленд, која се соочува со најлошата зима во последните 40 години. Остатоците на Титаник лежат на длабочина од околу 3800 метри, 700 километри јужно од Сент Џон, иако спасувачката операција се води од Бостон. Во потрагата се вклучени воени авиони, подморници и сонарни инструменти. Исчезнатата подморница Титаник припаѓа на фирмата Ocean Gate, која го организира тури до Титаник за $250,000 од место. Огромен пожар избувнал во најголемиот тематски парк во Германија, Европа парк Руст, поради кој се евакуираат посетителите. Од видеоснимката се гледа огромен облак од црн чад кој извира од натрешноста на забавниот парк, додека шокираните посетители стојат и го гледаат пламенот оддалеку. Биле видени луѓе како го напуштаат паркот, додека други стоеле и снимаат како тлее. Се слушнало гласно одекнување како пукање 2 до 3 пати. После тоа можело да се види и голем пожар, изјави очевидец на швајцарскиот портал 20 минути. 6 тинејџери беа застрелани по прослава на американскиот празник Juneteenth вчера пред центарот на Милвоки во американската држава Висконсин. Полицискиот оддел во Милвоки интервенираше вчера попладне во близина на Роуз паркот, откако 4 девојки и 2 момчиња на возраст од 14 и 19 години биле повредени од огнено оружје, изјавил началникот на полицијата. Повредите не биле опасни по живот. Полицијата соопшти дека верува дека пукањето било причина по тепачка меѓу тинејџерите, но 17 годишно момче осомничено и е меѓу застреланите. Градоначалникот Кавалие Џонсон го нарече инцидентот целосно неприфатлив и објасни дека во тоа време имало илјадници луѓе во областа. Глечерите во планинскиот венец на Хималаите се топат со невидена брзина, што може да предизвика опасни поплави и недостиг на вода за 240 милиони луѓе кои живеат во планинскиот регион, покажа новиот извештај. Глечерите во тој регион би можеле да изгубат од 75 до 80% од својот волумен до 2100 година поради глобалното затоплување. Со затоплување од 1,5 степен Целзиусов или 2 степени над прединдустриските температури, глечерите низ целиот регион на Хималаите ќе изгубат до 30 до 50% од својот волумен до 2100 година. Но со затоплување од 3 степени Целзиусови, што ќе се случи со сегашната климатска политика, глечерите ќе изгубат 75% од мразот, на 4 степени до 80. Многу високопланински заедници користат глацијална вода и стопен снег за наводнување на посевите, но времето на снежни врнежи стана понепредвидливо и помалку од порано. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатен ден.